ова е надпреварот Јута-Денвер. Знаете, Денвер успеа најнапред да го елиминира Сиетл Суперсоник. Тоа беше можеби изненадување, но кошарката не прими изненадувања. Играта е пред се најважна, поентирањето, а Денвер покажа една одлична игра против фаворитот оваа година. А сега исто така се приближија до она водство од Јута Джезерс. That's what I said now. Got some big look on his jacket, ain't in his head now. You marry him, your father will condone you. How about that now? You marry me, your father will disown you. He'll eat his head now. Marry him or marry me. I'm the one that left him, baby, can't you see? I ain't got no picture or family tree, but I know what a pretty lover ought to be. I know what a pretty lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me baby, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk... Ова е надпреварот од минатата година. Тогаш беше и Мајкл Џордан и не, можеби беше тешко и тогаш на Чикаго, но сепак во своите редови го има Мајкл Џордан, Пат Рейли не го најде одговорот за одбрана од овие прецизни шутеви, а ова е она што го најде. Тепачката во Чикаго помеѓу Нью Йорк Никс и помеѓу Нью Йорк Никс и Чикаго Булс. Ќе видите по кој повод се случи оваа тепачка. Ова е втора во последниве надпревари од плей-офот. Во средината на оваа тепачка се најде и тренерот на Нью Йорк Никс, дојде на земјата. А еве сега гледате десно. Нема милост. Можеби не можат во овие моменти да се контролираат кошаркарите, биејќи тоа се напнати утакмици, се води 2-0, се изедначува, се води 3-2 и така натаму. Еден надпревар може да го реши и шампионот оваа година. А ова се 10 најдобри коша. Под број 10 Дейвид Биноид, Јута Джез. Под број 9 Дел Дейвис, под број 8 од последниве 3 недели колегите од САД 1 го ставија Шремф и Кем, а под број 7 Роберт Пек, Денвер Нагетс. Ова е надпреварот елиминацијата на Сиетл Суперсоник. Под број 6 Џон Старкс, Нью Йорк. Ова е Пек се уште. Под број 6 ќе го видите Џон Старкс. Токму така, може и без гледање се постигне кош и тоа е ефективен. А под број 5 Роберт Хори, Хјустон Рокетс. Тимот на Руди Томјановиќ навистина добро се покажа и против Феникс веќе води со 3-2. Под број 4 Харалд Мајнер, Мајами Хит. Под број 3 Тони Кукоч, шут во последната секунда, имаше секунда и 8 стотинки, шут и победа на Чикаго Булс. Под број 2 Дени Ејнч и под број 1 Муки Блео. Тоа беше све топ 10. Уште поврза една титула. Титулата Most Valuable Player или МВП, како што скратено велиме. 11 години за МВП на сезоната прогласувани се крила и бекови. Последен пат некој центар има добиено оваа титула 1983 година и тоа Мозис Мелон, кој претходно два пати ја доби оваа титула. А од 83-та наому беа прогласувани Бирд, Меджик и Џордан. Овој пат титулата ја доби Хаким Олајџуан. Хаким Олајџуан 80 надпревари или во минути гледате 3277, просек 27,3 поени, ги надмина со 81 глас од 101 гласач Дейвид Робинсон и Шејкил Онил. Значи, овогодишната титула
после минатогодишната на Чарлс Баркли за Хаким Олајџуан. Се инсерти од надпреварот на Индијана, со кој тие се пробија исто така на изненадување во финалето оваа година на својата конференција. Се среќаваат сега со тимот на Нью Йорк Никс и сигурно дека тоа ќе биде една лесна пречка за Нью Йорк, бидејќи имаат поискусни играчи, а се разбира и тренерот на деценијата Пат Рејли. Индијана, пред малку кажав, 101 кош има постигнато во гости, а има 97,5 примено. Тоа е и некој постигнување, за разлика од Нью Йорк, има само 98 постигнати, а ова е Дикембе Мутомбо, човекот што го елиминира Сиетл Суперсоник. Гледате на последниот надпревар, легна на паркетот, го зема баскетот во раце и почна да плаче од радост. Затоа што никој не веруваше дека Денвер Нагетс 8 пласираниот ќе го елиминира прво пласираниот Сиетл Суперсоник. Иначе Дикембе Мутомбо нема некој голем процент оваа сезона, има 12,0 во просек постигнато кошеви, инаку има, како што знаете, 219 см и 27 години. А ова е веќе надпреварот од минатата недела на Джезерите, кои сега играат во финалето, успеа да го елиминираат тимот на Денвер. Нажал, не успеа да се пробијат до она очекувано финале во конференцијата, а ова се веќе 7 најдобри коше. Не можете да ви прикажеме 10 најдобри поради технички проблеми. Под број 7 го видовте Карл Мелоун, добра банана над Роберт Пек. Под број 6 Стейси Огман. Шут неочекувано и поен. Под број 5 ќе го видите повторно Карл Мелоун. Наистина атрактивен кош. Не само што добро забива, не само што добро удира банани, туку може и вакви коши да постигне Карл Мелоун. А под број 4 една навистина убава контра, но тимот на Индијана не се дава така лесна. Под број 3 Кевин Џонсон успеа да го надмудри Хаким Олајџуан, овојнешниот МВП или најкорисен играч во NBA. Под број 2 горилата на Феникс. Може би кога би играл кошарка за Феникс и би помогнал, но оваа сезона веќе не. Под број 1 Скоти Пипен и Патрик Јуинг. Интересно. И убав кој му е просекот. Инаку само да кажем дека неговиот тим беше елиминиран од Хјустон во полуфиналето на западната конференција. Знаете, Хјустон, како што кажав на почетокот, е веќе во финалето и води против тимот на Нью Йорк со 1-0. А ова е топ 10, најдобрите 10. Што сега ги видовте, веднаш ќе ги видите уште еднаш. Да, тоа е под број 10 блокади. Блокада Роберт Хори врз Верн Флеминг. Олден Поленајс и Џони Вилијамс. Под број 9 ќе се разделиме, значи, со најдобрите блокади или банани, како сакате, во американска професионална кошарка за оваа сезона. Додека ги гледате овие, само да кажам дека најмногу блокади во првенството постигна Дикембе Мутомбо од Денвер Нагетс, вкупно 336 блокади за оваа сезона. Второ Хаким Олајџуан, вкупно 297, може да постигне уште некоја со оглед на тоа дека се уште се надпреварува. Девид Робинсон на третото место со 265, Шејкил О'Нил е на четвртото место со 231 блокада вкупно и Патрик Јуинг на петото место со 217 блокади. Не верувам дека ќе го помине Шејкил О'Нил, бидејќи разликата е некаде околу 10-12 блокади. И под број 4 ќе го видите Рајдер врз Пат Јуинг. Пат Јуинг не успеа токму така. Под број 3 овогодишниот МВП или најкорисен играч Хаким Олајџуан добро го седна доле на паркетот Кевин Џонсон. Под број 2 повторно Хаким Олајџуан, но сега многу оддалеку и многу поагресивно врз Стрикленд.
И под број 1 најдобрата блокада, топката в джеп и дома, што би рекол Лафонсо Елис. Тоа беа најдобрите 10 за последнава сезона во рубриката првенство. И веднаш ќе видите и кајронот со кој тим ќе настапи. Со број 4 Џо Дјумарс, со број 5 Марк Прајс, со број 6 Дерик Колеман крило, со број 7 Шоун Кемп, 8 Стив Смит. Молам од режија ако може да го пуштате и кајронот, да тимот на соништата. Џо Дјумарс и Марк Прајс. Марк Прајс може да се каже еден понизок бек. Понатаму Реджи Милер, Кевин Џонсон, Шејкил О'Нил, Доминик Вилкинс, Алонзо Морник и Лери Џонсон. Тоа е тимот на соништата оваа година што ќе настапи во американска професионална кошарка, а знаете дека ги Wirft mein Kumpel mal daneben, treff ich eben. In den USA klingt das etwa so.